Почитувани граѓани, почитувани медиуми, после денешново обраќање на човекот што извршува една од одговорните функции председател на Република Македонија, господинот Ѓорѓе Иванов, денеска не ни останува ништо освен да изразиме жалење што не успеавме да слушнеме надминување на реториката и реперите кои што сиве овие години ги наметнуваше политичката партија ВМРО-ДПМН. Господинот Ѓорѓе Иванов ја испушти приликата да се надмине себе си и партиската реторика на поделби и конфликти и да покаже дека е на нивото на својата одговорност председател на Република Македонија и во оваа клучна година за реставрација на демократијата во Република Македонија да даде минимален придонес кон помирувањето кое што толку често го истакнуваше во неговиот говор. Не успеа да ја надмине реториката на поделба и конфликти, напротив, ги продлабочуваше со секој искажан збор во неговото експозе. Слушнавме срамен теснопартиски политички говор на Иванов за се, само не за неговата срамна улога во генерирање и продлабочување на политичката криза изминативе години. 10 години председателот Ѓорѓе Иванов не крена глас за ништо во оваа држава. Ниту за длабоката партизација на јавната администрација, ниту за политичко-полициско-судски монтираните и понарачуваните процеси, ниту за прогонот на политичките неистомисленици, ниту за индексот и растот на корупцијата во Република Македонија, ниту за падот, односно растот на индексот на корупција во Република Македонија. Тој не ги коментираше масовните грабежи на народни пари, не ги коментираше еколошките проблеми, на кои што денеска доминантно стави акцент, не ги коментираше ниту настаните од Црниот понеделник од 24 декември 2012 година, а најмалку го толкуваше обидот и упадот, обидот нарачаните обиди за убиства во Собранието на Република Македонија во април оваа година и одговорностите на оние кои што тој ги нарекува причинители, за кои што се иззема самиот како дел од нив. Денеска наместо прецизно да се лоцираат токму тие причинители во кои што и тој самиот требаше да се посочи, се направи една срамна генерализација на севкупните проблеми во изминативе години со цел тоа да се препише како условно кажано заслуга на новата влада, без при тоа да го истакне сето она што имаше прилика да го истакнува во годишните обраќања сиве овие години наназад. Дополнително, тој успеа да фрли дамка на обидот на владата и на напорите што ги прави за зајакнување на добрососедските односи како една од клучните репери и барања на меѓународната заедница во процесот на евроатлантски интеграции на Република Македонија. Напротив, и тие обиди за негување на добрососедските односи, за јакнење на кохезијата меѓуетничка во Република Македонија, тој во неговиот говор фрли дамка. И тоа верувам дека граѓаните го забележуваат и е доказ дека тој не настапи како председател на сите граѓани на Република Македонија. На истекот на оваа година, кога граѓаните си ја вратија заробената држава, покажаа дека се одговорни и државотворни, сите политичари и сите носители на јавни функции имаат обврска да ги застапуваат интересите на сите граѓани на Република Македонија и со тоа и интересите на државата. Секоја власт е одговорна за својот народ, за секој граѓанин поединечно. Само интегрирана Република Македонија, која што ќе овозможи множество и единство на граѓаните, различни по етничка, верска, политичка припадност, може да доведе до стабилна
и просперитетна и респектирана Република Македонија. Нашата задача е да ги направиме токму овие исчекори, да ги обединиме граѓаните околу нашите заеднички цели и да ја заокружиме визијата за одговорна, економски напредна и респектирана Република Македонија. Тоа се нашите клучни приоритети. Ви благодарам.